Добро вечер. Во наредна политичка анализа, што се случува во светот и што се случува во Република Македонија. Ќе почнеме од Иран, неколку минути за Иран, бидејќи тоа е топ тема во светот. Во текот на вчерашниот ден излезе Доналд Трамп на одредена пресконференција, кажа некаков план во 15 точки, дека ќе преговара со одредени лица во Иран, кои се многу добри, кои се многу популарни кај народот и кои може да спроведат одредена агенда. И почна деманти, па деманти на демантите и така натаму и така натаму. Што ќе рече дека прво, очигледно постојат некои преговори, второ, очигледно дека Трамп кажа пред време дека постојат некои преговори и под број 3 дека постои некаков договор. Што ќе рече дека целиот тој процес е канализиран во правец на некакви мировни преговори кои ќе ги решат тие односи помеѓу Израел, Соединетите Американски држави и Иран за еден рок во наредни 20 или 30 години. Но некои предварително, пред да бидат создадени предпоставките, пред да биде подготвена јавноста, излезе во јавноста со најави дека има договори дека ќе биде тоа некој крај на војната. Нели сега почна шпекулации кога ќе биде крајот на војната, па тоа ќе биде 9 април, па ќе 12 април и така натаму и така натаму. Што ќе се случува во Иран? За да се одговорите на тоа прашање, прво видите што се случува во Венецуела. Или, например, што се случувало во текот на Втората светска војна, кога трае операцијата Сутјеска, трите или двајца од неколкуте најблиски соработници на Јосип Броз Тито, Владко Велебит, Владимир Велебит, Милован Джилас, Коча Поповиќ, беа пратени на тајни преговори со германската команда во Загреб, додека се спроведува германската офанзива или петата непријателска офанзива Сутјеска, што рече дека и во ек на најголеми борбени дејства, најголеми офанзиви дали во Југославија в текот на Втората светска војна, дали Венецуела, дали на територијата на Иран, постојат канали на комуникација. Во текот на Втората светска војна, например, Швајцарија беше тоа место каде што преговара американци, германци и така натаму и така натаму. Затоа, за да може да видите што ќе се случи или да претпоставите што ќе се случи во Иран, прво видите што се случи во Венецуела. Па Мадуро го замени Делси Родригес, кој беше подпредседател. Веќе 3 месеци, 4 месеци е начело на Венецуела. Тоа е некоја подготвителна или власт во процес на транзиција. Колку ќе трае тој процес на транзиција знаат само американците. Ако се покаже добра Делси Родригес, веројатно ќе остани, веројатно ќе играт, ќе разиграт и така натаму и така натаму. Но не можела да дојде на таа функција ако претходно не била или консултирана, или информирана, или и било речено биди на некоја безбедна локација, на некоја безбедна дистанца, да не ти се случи нешто, додека во терен ќе го вадат Мадуро, од Каракас и го носат во Соединетите Американски држави во Њујорк. За да видите што ќе се случи во Иран, прво гледате Венецуела и под број 2 гледате списокот кои се убиени. Бидејќи во вакви операции многу помалку важно е кои се убиени, многу поважно е кои не се убиени. Знаете, ова операција на американците и на израелците покажа дека тие се подготвени и дека тие имат мок и средства на располагање да елиминират кого сакат од иранското раководство. Али Хамнеи, па првиот човек на корпусот на иранската револуционерна гарда, па Али Лариджани и така натаму и така натаму. Значи, можеле да елиминират кого сакат. И сега е клучно прашањето кој не е елиминиран, бидејќи тој што не е елиминиран, тие ќе бидат играчите со кои американците и израелците преговарале пред да почне последната војна и со нив ќе преговарат и ќе договарат некаков мировен договор со кој ќе се стави крај на израелско-американската војна со Иран. Тие 3-4 играчи, дали председателот на парламентот, дали министерот за надворешни работи, гледате, министерот за надворешни работи секој ден дава изјави што ќе рече дека е лесна мета, може да биде во реално време лоциран каде се наоѓа и со некоја ракета од Тел Авив или било кое друго место во Персискиот залив да биде елиминиран, како што беше Али Хамнеи, како што се сите други елиминирани. Вие кога ќе погледнете од раководството во Иран до пред војната, кои се све елиминирани, кои се све оставени во живот, многу помал бројот на тие што се оставени во живот. Тие се играчите со кои ќе биде направен мировниот договор. Сега ќе ви се јави Пакистан, кој има добри односи и со Соединетите Американски држави и граничи со Иран, па тој ќе понуди гостопримство на негова територија да се направат тие мировни преговори. Па едните ќе бидат одбиени, па ќе бидат прифатени, па ќе има 15 точки, па
па ќе бидат намалени на 12 или на 13 точки, па нешто ќе биде додадено и така натаму и така натаму. И на крај ќе се најде некое компромисно решение. Тоа компромисно решение, значи, видите, таму има можност синот на Реза Пахлави да дојде на власт. Но тоа е прво премногу турбулентно за американците, премногу нестабилно. Тие видоа како заврши нивната интервенција во Ирак со рушење на Садам Хусейн и веројатно сега ќе одна сосема некои други операции. Дел на структурите кои досега биле власт во Иран, но биле полиберални, покооперативни, тајно соработувале со Израел и Соединетите американски држави, тие ќе бидат промовирани во наводници во нови јастреби, но во позадината, зад завесата, тие ќе се договарат со американците. И тоа ќе е суштината на војната во Персискиот залив. Мала цртичка. Бидејќи 1 месец трае таа војна во Персискиот залив, сите очекуваа дека Украина ќе биде најголема жртва на војната во Персискиот залив, бидејќи ќе секне оружје, ќе нема поддршка, ќе нема помош и така натаму, бидејќи сите залихи на оружје американците наместо во Украина ќе ги дават сега на Израел и ќе ги дават војната во Персискиот залив. И минатата недела чудо се случува, украинците во одредена офанзива освојува 485-486 метри квадратни. Не велам дека тоа ќе се случи до крајот на војната, меѓутоа сите очекува дека Русија сега ќе влезе во контраофанзива и тоа не се случува, што ќе рече дека или постои прекјутен договор за завршување на војната во Украина, Русија го почитува тој договор, или поддршката на Иран за Русија беше многу поголема од поддршката на американците за Украина. Сума сумарум, не секогаш работите се случуваат така како што ги гледате или како што претпоставувате дека ќе завршат. Затоа загребајте малце по површината, почнете да гледате зад завесата и тогаш многу работи ќе станат појасни. Втората тема не се изборите во Словенија, меѓутоа пред да одиме на изборите во Словенија, уште 1-2 минути за состојбата во Иран. Гледате синот на Али Хамнеи. Информациите се дека бил ранет кога татко му елиминиран. Па има една изјава, па има втора изјава, па дали е во Москва, па дали не е во Москва, па што ќе се случи со него и така натаму и така натаму. Тоа значи дека тие подготвуваат 2-3 сценарија за синот на Али Хамнеи. Може да го разиграат, да биде наследник на татко му, бидејќи контролира сите тие финансиски тајни сметки, Швајцарија и така натаму, и со помош на тие сметки и во периодот на санкциите кон Иран се хранеше, се одржуваше во кондиција иранската економија, режимот на Али Хамнеи, на ајатоласите и така натаму. Значи може да биде разигран, да дојде на место на татко му, може да биде пратен на лечење во Москва и да биде избрано ново раководство, може да биде дел на некое раководство каде што овие тројца, четворици играчи кои претходно веројатно преговарале со американците, со израелците, може да дојдат на власт. Така знаете, кој имате син на ајатолахот кој сте губиле во првиот ден на нападот на Израел и Америка на Иран и војната во Персискиот залив, тоа значи дека вие можете да имате 3-4 опции на располагање и во зависност од разврската на работите, една од тие 3 или 4 опции да ги ставите да биде разиграна, да биде реализирана. Под број 2. Дали тоа може да има некакви ефекти врз Република Македонија? Веројатно да. Под број 1. Тоа е проектот Скопје на вода или Скопје на дланка. Знаете, многу тешко некакви инвеститори од Персискиот залив, без разлика од која држава, Дубај, Абу Даби, Оман, Катар, без разлика од која држава потекнуваат, денес би размислувале за инвестирање надвор од Персискиот залив. Бидејќи војната трае 1 месец, дел од тие градови се погодени, можете ли да претпоставите колку туризмот во Дубај, колку туризмот во Абу Даби, колку туризмот во Катар, во Саудиска Арабија ќе биде паднат после завршување? Кога и да заврши војната? Ќе има сериозни финансиски штети. Туризам, енергетика, инфраструктура, гледате тој Хормушки теснес или тамо премен што се нарекува. Никој веќе во наредниот период нема да остави да зависи само од волјата на иранците дали ќе го пуштат или нема да го пуштат, дали ќе може да се плови или нема да се плови низ тој Хормушки залив. Гледате, тоа што се случуваше кога беше Суетската криза некаде пред 70-60 години, и тоа го означи почетокот на крајот на Британската империја, многу ми насмета дека сега оваа криза,
која ќе има рефлекси врз енергетиката, врз нафта и така натаму, би било почетокот на крајот на Американската империја, тоа не се покажува дека е така, бидејќи Американската империја многу малку зависи, американска држава многу малку зависи од таа нафта. Во најголем дел од таа нафта зависи од Кина, зависи Индија и зависат државите членки на Европската унија. Тоа е подбор 2. И подбор 3. Кој денес би инвестирал во Македонија со пари од Персискиот залив? Тие пари во првата тура или во првиот налет, првата 1 или 2 години, ќе бидат инвестирани во обнова на Саудиска Арабија, во обнова на Обединетите арапски емирати, во обнова на Оман, во обнова на Катар, во обнова на Кувајт и така натаму, што ќе рече дека и индиректно преку некакви проекти кои Мицкоски ги најавуваше, ние во наредната емисија ќе се обидеме да анализираме дали има некои измени, очигледно дека има некои измени околу проектот Скопје на вода или Скопје на дланка, така што во првата фаза некакви индиректни негативни последици ќе има поради војна во Персискиот залив. Ќе нема пари, ќе секнат пари и тие пари сега ќе бидат стационирани или ќе бидат сконцентрирани на Персискиот залив и многу малку ќе има во Србија. Знаете, тоа ќе го отвори прашањето дали тие се номиналните, вистинските сопственици на тие пари или тие се само пенџерот, само витрината на тие пари, дека зад завесата се кријат некои други вистински сопственици кои не се од Персискиот залив, туку се од Србија или од Република Македонија. Избори во Словенија. Зошто се важни изборите во Словенија? Прво беше направена една тројка на Јанес Јанша, Виктор Орбан, Никола Груевски. Па Никола Груевски излегува од играта, тука влегува Христијан Мицкоски како лидер на ВМРО ДПМН и одеднаш Јанес Јанша и не е така чест гостин во тој триаголник на Македонија, на Унгарија и Република Словенија. Јанес Јанша имаше, нели, иако е лидер на опозицијата, меѓутоа сепак беше до пред 5 или пред 6 години власт во Република Словенија, пред победата на Голуб пред 4 години на тие парламентарни избори. Тој беше носител на тој non-paper, кој никој не го признаваше, никој не сакаше да прифати дека тие стојат за тој non-paper, меѓутоа сите беа информирани за тој non-paper, а тоа значеше враќање на Никола Груевски назад во Република Македонија. Суштината, значи, тоа е последната и предпоследната година од мандатот на Јанес Јанша, се појавува некаков non-paper како да биде решена во наводници или да биде финализирана процесот или кризата на просторот на поранешна Југославија, па некаква поделба на Босна и Херцеговина, па решавање на македонско прашање и на крај враќање на Никола Груевски. Јанес Јанша беше носител на целиот тој процес. И одеднаш гледате излегува од игра Јанес Јанша. Виктор Орбан преговара со русите, делумно преговара со американците, има драматична контрола тука во Република Македонија. Медиумски е присутен и во Словенија, ТВ Нова, одредени портали и така натаму, меѓутоа тие никогаш нема таа грандиозност, таа големина, како што беше присуството на маđарите во Република Македонија. И одеднаш Јанес Јанша излегува барем делумно од барабанот на Виктор Орбан и на Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски и Александар Николовски за неколку дена ќе одат и ќе се вклучат во кампањата на Виктор Орбан, кој има избори на 12 април, меѓутоа не се вклучија во кампањата на Јанес Јанша. Иако имаше некакви полуинформации дека одредени Facebook групи, одредени групации, социјални мрежи со потекло од Република Македонија биле вклучени во одредени афери во Словенија, пристушкување, објавување на одредени пристушкување, разговори и така натаму. Подоле во емисијата тоа ќе го анализираме, бидејќи тоа е израелска фирма која е многу битна, која е многу клучна за одредени процеси и во Романија, и во Унгарија, и во Словенија, а мислам дека 2021 година била битна и во Република Македонија. Јанес Јанша беше фаворит на изборите, да победи на изборите, да не формира влада, меѓутоа да победи на изборите во Словенија. Меѓутоа Словенија покажа една внатрешна сила, внатрешна енергија да се спротистави на такви десни, радикални структури, радикални групации или радикални разврски. Знаете, многу е чудно словенското или словенечкото политичко милје. Например, Словенија е една од ретките држави на Европската унија која има призната независноста на Палестина. Значи Словенија води некаква политика која може да се прикопча, да се приклучи на политиката на поранешна СФР Југославија. Ви кога анализирате Словенија, тоа е Југославија во мало. Школството што беше во Југославија безмалку не е чепнато во Словенија. Образованието, здравството што беше во поранешна Југославија не е чепнато во Словенија. Надворешната политика која водеше СФР Југославија на времето, бидејќи во мандатот или во времето на Јосип Брос Тито Југославија не беше во добри односи со Израел,
Југославија и Тито поради движењето на неврзаните беа во одлични односи со Палестина и решавање на палестинското прашање, Јасер Арафат и така натаму и така натаму. Во овие други посткомунистички држави на просторот на поранешна СФР Југославија, вие немате такво совпаѓање со политиката на СФР Југославија како што имате во Словенија. Од тој аспект Словенија е секогаш многу интересна и изборите во Словенија секогаш имат многу битно влијание на политичките разврски процеси на просторот на поранешна Југославија. Има три клучни историски личности последните 70 и 80 години на територијата на Словенија. Првиот е Едвард Карделј, вториот е Стане Доланц и третиот е Милан Кучан. Значи Милан Кучан е патриарх на независноста на Словенија или формирањето на независна, самостојна словенечка држава. Тој е Божик, ми се чини дека е 91 година или 90 година. Тоа е тајната средба во тој момент на Милан Кучан со Слободан Милошевиќ, каде што Милан Кучан вели дека ќе биде на страната на СФР Југославија или на Милошевиќ во војната во Хрватска или случувањата во Босна и на Косово, но за возврат Милошевиќ нема да го спречи излегувањето на Словенија и формирање на независна словенечка држава. Словенците секоја знаат како да ги решат тие работи. Патриархот на целиот тој процес е Милан Кучан. Јас сум имал шанса два пати да бидам кај Милан Кучан. Еднаш Јане Становник, тие беа куќе до куќе со Милан Кучан, бевме на снимање кај Јане Становник, отидовме на кафе кај Милан Кучан. Вториот пат кога го снимав Милан Кучан, исто бевме на кафе кај него дома, тоа мислам дека се вика Мургле, ако не се лажам, некоја елитна населба тамо на периферијата на Љубљана. Исклучителен мозок за политика. Значи, мислам дека на просторот на поранешна Југославија беше неприкосновен Милан Кучан и Словенија денес е рожба на Милан Кучан. Секогаш кога е загрозена независноста на Словенија, европските траектории на Словенија, правецот по кој ќе се движи Словенија, се појавува Милан Кучан во кампањата. Дали ќе го извади Јанковиќ кој сега градоначелник на Љубљана, дали Голуб ќе го извади. Меѓутоа во сите моменти тие ќе му дозволат во еден или еден и пол мандат Јанес Јанша да формира влада, за да покажи како владе. Знаете, да не си го поставувате прашањето дали би било подобро со Јанес Јанша, тие ќе го остават Јанес Јанша да владее и сите медиуми ќе му ги нафрлат на Јанес Јанша. Дали е Поп ТВ, дали се главните медиуми, сите се тие под контрола на Милан Кучан. Знаете, тоа што него направи Киро Глигоров и остави цел еден процес да заврши во една апатија или политичка траекторија која има еден сериозен знак на прашалник во Република Македонија. Секојаш Македонија се споредувала со Словенија, тоа што Лупчо Георгиевски го кажуваше пред 20 години, дека јавното мислење или политичкото мислење во Република Македонија е лево ориентирано, како што е во Словенија доминантно е лево ориентирано. Тоа во мандат на Никола Груевски се смени, стана доминантно ВМРО-ско или десно ориентирано јавно мислење или политичко ткиво во Република Македонија. Така што во Словенија победува Милан Кучан, тој сега веќе 84-85 години, на крајот на неговиот живот. Меѓутоа, очигледно дека Јанес Јанша, кој е 69 години, се движи кон крајот на својата политичка кариера, така што Мило Ѓукановиќ пред неколку години замина во пензија. Јанес Јанша е веројатно последниот играч од поранешна СФР или кој учествувале во процеси на растурање на поранешна СФР Југославија, кој беше на политичката сцена, некаков мини играч може да е Ивица Дачич или Александар Вучич, и тоа е тоа. Југословенската екипа полека заминува во историја. Сите анкети неколку месеци пред изборите во Словенија покажува благо и стабилно водство на партијата на Јанес Јанша. Водство 4, 5, 6, па дури и 7% во однос на партијата на словенечкиот премиер. Актуелниот и веројатно идниот словенечки премиер. И како се приближуваше денот на изборите, таа предност полека се намалуваше за во еден момент да избие оваа афера со така наречената израелска фирма. Израелска маркетинг фирма. Тоа е фирма која беше избркана од Романија, бидејќи една или две романски влади падна, беше замешана во одредени избори во Унгарија и сега очигледно беа фатени со рацете во медот пред изборите во Словенија. Black Cube се нарекува таа фирма. Таа фирма ја имат формирано, како што може да се прочита на интернет и како што можам да добиеме одредени информации, поранешни членови на МОСАД, одредени генерали, шефови на разузнавање, шефови на кабинети и така натаму и така натаму. Завесата или маската дека стана одбор за маркетинг фирма. Меѓутоа тамо испреплетено, измешано и разузнавање, и МОСАД, и влијание, и маркетинг, и политички пораки и така натаму и така натаму. И фатени се дека имале една или неколку средби со Јанес Јанша. Една од тие средби биле во Загреб,
Јанес Јанша на почетокот негира, демантира дека имал контакти со таа фирма, подоцна се појавува дека имал контакти и се вклучува тука словенечкото разузнавање со одредени. Значи се мобилизира целата словенечка јавност. Многу битно е дека Словенија ја признава Палестина и се спротивставува на израелските интереси. Значи Словенија е контр Израел и е за Палестина, што ќе рече дека една страна на некакво арапско мнозинство или множество, а спроти Израел. Јанес Јанша, за разлика од Мицкоски, од Виктор Орбан, една страна на Украина, гледа во Словенија е секогаш многу чудно, таму имате многу доминантно руско влијание. Па дури кон Милан Кучан, дури кон играчите, тајкуните на Милан Кучан, таму има секогаш доминантно руско влијание. Како што има во Хрватска, така има и во Словенија. И секогаш се поставуваше прашањето кога ќе се подели таа 50-50 поделба на Југославија или ќе се повлече некаква завеса, кој е рускиот, кој е американскиот дел. Ние секогаш мислевме дека Хрватска и Словенија се американскиот дел, а овој другиот јужен дел е рускиот дел. Изгледа дека во Хрватска и во Словенија многу посилно руското влијание во споредба, да речеме, со американското влијание. Јанес Јанша имаше цврста политика и кон Израел, значи против Палестина, и кон војната во Украина, беше на украинска страна. Тоа го разликува од Виктор Орбан и од Христијан Мицкоски, например. Тоа излага или испа ги одигра. Ова израелска фирма, која учествуваше во изборите во Словенија, имам такви назнаки, не велам дека тоа точно, тоа треба да се провери во наредниот период, дека може би била присутни во Македонија тамо некаде 2021 година. Од денешна временска дистанца, а ја тоа го кажам изминатите 4 или 5 години, меѓу редови, меѓутоа постојано го потенцирам, ми се чини дека првите во наводници продадени избори за спасување на кожата на одредена СДСМовска елита, која е правела од 2016-17 до 2021 година до распадот на специјално јавно обвинителство, Боки, Тредич и така натаму, дека првите во наводници продадени избори се изборите 2021 година. Дали учествувала ова израелска фирма, ќе треба некој друг да одговори. Дали на Зоран Заев му било нешто презентирано, што тој морал да го прифати, или како е во Кум 1 и Кум 2, дадена му е таква понуда која не може да одбие, тоа ќе треба да покаже времето. Дали се вклучени одредени македонски олигарси во сите овие процеси на промена на власта која почнува 2021, а завршува 2024 година, исто ќе треба времето да покаже. Јас имам сериозни назнаки дека тоа се случило. Дека не е Димитар Ковачевски првиот кој во наводници е пуштен низ вода, дека тоа почнува 2021 година. Првата жртва на тој договор или на тие задкулисни игри во кој може учествува некоја фирма, израелска или било каква некоја друга фирма, е Петре Шелегов на изборите во Скопје. Зоран Заев при повлекувањето од челната позиција во СДСМ, а претходно е смената Радмила Шекеринска, веќе не е министер за одбрана, има три можности. Прво, тој да се повлече од СДСМ и да не дозволи Оливер Спасовски, ако победеше на изборите во Команово против Максим Димитриевски, и Петре Шелегов, ако победеше во Скопје, тие ќе беа природни наследници на Зоран Заев. Повлекувајќи се Зоран Заев ја повлече Радмила Шекеринска, Петре Шелегов и Оливер Спасовски не стана лидери на СДСМ, дојде Димитар Ковачевски и после 2024 година дојде Венко Филипче. Но, според мене, почетокот на тој процес 2021 година. Дали тоа има врска со некоја израелска фирма, веројатно времето треба да покаже. Многу би сакал да имам интервју со Зоран Заев или со некој од екипата на Зоран Заев и да им ги постам овие прашања. Може да демантират, може да потврдат, може да се права дека ништо не слушнале, може да се управа, може да не се управа. Меѓутоа јас и понатаму упорно стојам на стојалиштето дека првите продадени избори во СДСМ се 2021 година. И сега имате драма во СДСМ. Имаше интервју на Петре Шелегов, кој според мене е прва жртва на тоа повлекување на Зоран Заев од политиката доброволно или принудено, и кога се повлекува Радмила Шекеринска, Петре Шелегов и влие Оливер Спасовски да не биде лидер на СДСМ. Значи Петре Шелегов е првата жртва на тоа повлекување доброволно или недоброволно на Зоран Заев. Имаше интервју на Сител телевизија и веднаш наредниот ден одреден демант на телевизија 24, дел од оваа група за промени во СДСМ, го демантира Петре Шелегов, и колку што можев да сватам од тој демант на колешката Душица Маргија или тоа што е брифирана колешката Душица Маргија, тие не размислувале да освојат СДСМ.
Или ако е тамо Игор Ивановски Шема, не знам ако е тамо Гордан Георгиев, ако е тамо Емилијан Станковиќ или некоја екипа околу Игор Ивановски Шема, нивна интенција не е да ја преземат СДСМ или да го заменат Венко Филипче, туку да формират ДОС, некаков македонски ДОС, по примерот на ДОС на Зоран Джинџич и на Војслав Коштуниц и на Весна Пешич, како бил рушен Слободан Милошевиќ. Знаете, Христијан Мицкоски не е Слободан Милошевиќ, времињата се сменети, но за вие да може да формирате ДОС и со тој ДОС да излезете на избори, вие мора да го регистрирате. То мора да биде политички субјект. Дали ќе се вика ДОС, дали ќе се вика Сојуз за Македонија, дали ќе има некое трето име, вие мора да го регистрирате како политички субјект. На тој начин испраќате и кон домашната јавност, и кон меѓународната јавност и меѓународните фактори во Република Македонија одредена порака, која нив ги збунува. Сакате да го преземате СДСМ или сакате да правите нова политичка партија? Во изминатите 1 или 2 години, веројатно во огромен дел, благодарејќи на емисијата во Центар, дали овие вонредни анализи, интервјуа или редовни емисии во Центар, беше наметнат амбиент кој одговара на реалноста, дека СДСМ е на тие гранки на кои се наоѓа, бидејќи некој работи упорно СДСМ да биде сведен на тие гранки. И дека битките, политичките процеси во Република Македонија многу помалку зависат од ВМРО-ДПМН и многу повеќе зависат од СДСМ. СДСМ има капацитет да формира одредена коалиција, силен СДСМ, не ваков раскантан СДСМ, како што ови СДСМ на Димитар Ковачевски и на Венко Филипче. СДСМ има капацитет да формира одредена македонска, албанска и друга коалиција за решавање на уставни измени во Република Македонија и почнување на преговори влез на Македонија во Европската унија. ВМРО-ДПМН го нема тој капацитет. Не само што нема капацитет, него нема таква политичка желба, нема таква политичка агенда. Во такви услови, процесот на растурање на СДСМ и обезвреднување Ковачевски и сега ова драматично со Венко Филипче, вие сега од кој е направен таков амбиент, кога јавноста е подготвена дека ако се смени раководството во СДСМ нема да биде 120.000, може нема да биде 300, но сигурно ќе биде преку 200.000, и на така направен амбиент, создаден политички амбиент, вие испраќате порака дека не сакате да влезете во СДСМ. Игор Ивановски Шема, Емилијан Станковиќ и Гордан Георгиев, без СДСМ, на било кои избори, мајка им, татко им нема да гласа за нив. И кога ќе ја научат таа лекција, дека тие се дупло голо во однос на СДСМ и без СДСМ, тогаш може би поинакво ќе размислат, тогаш може би нема да се дистанцираат од Петре Шилегов, туку ќе се обидат енергијата на Петре Шилегов и на сите други играчи да ја искористат во одредени политички разврски. Во неделата Венко Филипче, според моите информации, имал некаква средба, некаков ручек со Владо Бучковски, со Димитар Ковачевски, бунде состав. Значи елита на СДСМ. Кој полош? До пред 15 години најлошиот резултат на СДСМ на изборите беше поразот на Бучковски 2006 година, па после тоа следуваше поразот на Радмила Шекаринска, сега е во Брисел и некој таа ќе беше веројатно на ручек, па подоцна следуваше поразот на Димитар Ковачевски 150.000 гласови и на крај поразот на Венко Филипче на ланските локални избори. Сега тие седна и ќе разговарат и ќе се договарат околу линијата на СДСМ. Јаден и жален СДСМ, ако дојде време, Бучковски, Ковачевски и Венко Филипче да разговарат во кој правец оди СДСМ. Пред 3 години им дадов некаков предлог. Викнете си го Илија Илјовски, за да може да се решите работата во СДСМ. Или поделите ги в тие функции лидер на СДСМ и премиер на две лица, Ковачевски нека биде премиер, ама Илија Илјовски нека биде лидер на СДСМ. Пред 6 месеци истата порака им дадов, или истиот предлог, направите одредено тело. Слушам Бранко Цренковски сакал да пишува некакво писмо, каде што сакал да искористи дел од овие предлози кои ги имам дајано Илија Илјовски, не знам, градоначалникот на Центар, можеби Игор Ивановски Шема да се во некаква група за реформи или промени во СДСМ. И одеднаш ви доаѓа студен туш, Игор Ивановски Шема не сака да го презима СДСМ, сака да формира нова политичка партија. И гледате сега ВМРО-ДПМН им помага на Венко Филипче и на структурите околу Венко Филипче да останат на чело на СДСМ. Има интервју на канал 77 Александар Николовски и на прашањето што се случува во СДСМ или некои групи околу Бранко Цренковски. Знаете,
Тие сакат да наметнат перцепција дека се некои групи околу Бранко Цренковски, па тие некои групи околу Бранко Цренковски се со нив во владата, преку Максим Димитриевски. Знаете, тука се поставува прашањето, ако имате така расподелени карти, ви играте со тие карти со кои располагате. Ако биде формирана нова политичка партија од страна Игор Ивановски Шема, тогаш Венко Филипче ќе излезе и ќе пласира две пораки. Под број 1 ќе му се обрати директно на Бранко Цренковски, како што направи пред 3 или пред 4 месеци, кога беше извадена она афера или она фотографија Бранко Цренковски со Горан Минчев, со градоначалникот на Охрид, па подоцна уште една средба Бранко Цренковски, Горан Минчев, Зоки Миравац и амбасадорот на Македонија во Соединетите Американски држави. И таа афера преку Инфомакс сушност луѓето на Зоран Заев и на Венко Филипче тркала бидејќи сака да тие уште тога се подготвува за пресметка со структурите на Бранко Цренковски, бидејќи за Зоран Заев и за Бранко Цренковски нема место во СДСМ, ќе биде или Зоран Заев или Бранко Цренковски. Тоа што излезе Венко Филипче ќе рече: господине Цренковски, уште колку партии ќе треба да формирате за да ја растурите СДСМ? Од друга страна, вистинското прашање е уште колку избори Венко Филипче ќе изгуби за да може да се спасат кланот околу Зоран Заев, Струмичкиот клан или Струмичкиот картел од одење на топол оброк 3 пати на ден тамо некаде завршува 2027 година. Така што до 2027 или 2028 година, зависи кој процес и кој случај, некој завршува дури до 2029 година, тие ќе бидат конструктивни, ќе предат како мачиња, ќе бидат кооперативни. Во овој период од неколку месеци има средби и разговори со повеќе представници на меѓународна заедница тука во Република Македонија и се поставува клучно прашањето: ако се толку слаби Венко Филипче и Зоран Заев, зашто некои други структури во СДСМ не ги поразат? Знаете, кога вие ќе формирате, ќе креирате одреден политички Франкенштейн, ќе му дајте бомби, ќе му дозволите да формира политички картел со седиште во Струмица, ќе располага со пари во Македонија и надвор од Република Македонија, тогаш не можете со политички средства да го поразите тој картел. Бидејќи тој има бомби, има информации, учествувала таа меѓународна заедница во негово креирање, бил направен политички Франкенштейн и тој политички Франкенштейн не застанал на чело на СДСМ, туку ја јавнал стенка СДСМ како некој стар конј под тежината на тој политички картел. Како вие можете со политички средства да го поразите? Освен таа меѓународна заедница, која не го стави на црна листа, а не го стави на црна листа поради ситни интереси на луѓе кои сега доби одредени функции по Венко Филипче и од Зоран Заев. Ако го ставеа Зоран Заев на американската црна листа, тоа ќе беше решение на политичките процеси во Република Македонија. Ниту Христијан Мицкоски ќе беше стабилен, ниту СДСМ ќе беше под таква опсада како што беше Цариград пред 6 или 7 века на османлиите од страна на овој Струмички картел. За да има решение на политичките процеси во Република Македонија, треба да се појави структура која може да му се спротистави на Венко Филипче. Ако вие се повлекувате, не се појавите на конгрес, не се конфронтирате со таа структура, не се конфронтирате по општински комитети, тогаш партијата следувате на една зграда. Една зграда лесно се контролира. Ставате управител на таа зграда, имате две чистачки, имате обезбедување, никој не може да влезе. Имате електронски карти или чипови со кои може да гласате на било кои избори каде што гласа целото членство на СДСМ, располагате со бомби, можете да оценувате кога сакате, имате договор со Христијан Мицкоски, ВМРО ќе се стави на ваша страна, како што Заев се стави на страна на Мицкоски 2021 година, кога беше мери од Конгресот, и тука не може да бидат решени политичките процеси. Ако немате решение на политичките процеси во СДСМ, тогаш не може да очекувате Мицкоски да направи некаков коперникански пресврт на политичката и на бизнис сцена во Република Македонија. И што ќе се случи? Тоа ќе биде тралјаво, како во некој ефтин холивудски филм. Глумци лошо одбрани, лошо сценарио, лоша режија. Едва и ќе чекате да заврши филмот. Пола од публиката ќе излези на 30 минута, некои ќе излезат пред крајот на филмот, значи никој или многу мал дел од луѓето ќе одогледат филмот до крај. Тоа се случува во Република Македонија. На Венко Филипче ќе му се подели пратеничка група. Ќе биде правена ли партија, ќе се презема ли СДСМ, тоа ќе биде јалово, ќе биде тралјаво. Струмичкиот картел ќе се обедини, тоа ќе биде на негативна кампања, со плюкање, со вреѓање, значи тоа ќе биде тешко огавно да се следи и да може да биде
да се гледа, да се слуша, никој нема да сака да снима, сите ќе бегат, знаете, како Црн Петко од СДСМ. Христијан Мицкоски покажува дека нема контрола на процесите. Александар Николовски вели ќе остане министер од 2032 година. Знаете колку далеко е 2032 година со ваква власт. Значи ние ќе треба да бидеме осудени на една тотална апатија кога ВМРО со 250-300 гласови ќе победува на избори, бидејќи ќе нема конкурент, бидејќи ќе нема против тежа, тоа ќе биде разбиено. Како во средниот век, знаете, затоа го нарекуваат црн среден век, бидејќи освен она држава на Карло Велики, вие немате голема држава. Може имате некакви воени сили, не знам, Византија, калифатот арапски, така натаму, но немате процеси кои креираат субстанца, уметност, наука, знаење и така натаму и така. Црн век, среден век во Република Македонија ќе биде во наредните неколку години. Ке имате една голема партија ВМРО-ДПМН, но многу помала во споредба со партијата ВМРО-ДПМН од времето Никола Груевски, имате мали, ситни партии, расцепкани и така натаму кнежества, и ќе треба време и време, значи неколку века тие кнежества да се обединат во некоја голема држава. Знаете ли кога се обединеа италијанските кнежества или државички? 1848 година. Знаете ли кога се обединеа германските кнежества? 1848 година. Ако Југославија не се обединеше 1918 година, ако се обединеше кога и беше време 1848 година, ќе бев мислите Југославија, немаше бе македонци, срби, хрвати и така натаму и така натаму. И тоа ќе се случува сега. За да се обединат овие сите партии, мора да имате еден сериозен политички субјект. Тој политички субјект кој може да направи коалиција да го струши ВМРО-ДПМН СДСМ. На ВМРО-ДПМН ќе им одговара колку може повеќе да се карат, повеќе да се делат, повеќе да се дробат и повеќе црна кампања помеѓу себе да се прави помеѓу структури на СДСМ. Ова беше нашата вонредна анализа. Немајте, кажавме неколку многу битни работи, многу битни процеси. Вклучително дали била замешана некоја израелска или не била замешана некоја израелска фирма во процесите 2021 година во Република Македонија, и мислам дека ако не ова година, во наредните неколку години околу тие процеси ќе се прават политички разврски во Република Македонија. Ново дружие, недела во 22 часот, нова анализа, вторник 22 часот и 30 минути, до недела и вторник, пријатно вечер Македонија, каде да си.